ние сме обични смртници, а некој затоа што се појавиле 2 или 3 случаи, бара да биде онлайн. Како да не бидеме револтирани? Со овие зборови, Милован Матовик, кој со години се бори со тешка болест на белите дробови, за Алфа ја критикува идејата министрите и пратениците да држат седници онлайн, додека тој е приморан да оди на работа. COVID-19 како да е страшен само по здравието на привилегираните функционери, додека владата и собранието се токмат да работат онлайн, хронично болните фрлени во оган, во време кога Македонија брои повеќе од 500 заразени дневно. Отидов една недела и нормално, нели, моравме да го испочитуваме со маски со одење и дали заради условите кои се во општина Кисела Вода, повторно ми се воши состојбата и на крај доаѓаше брза помош и завршив и на пулмологија. Ми направија прегледи или све што треба, хитно крв ми зема, сите тие работи. И сега остана тоа да ми дадоа еден куп лекарства нови. Матовик, кој работи административец во општина Кисела Вода, е незадоволен за условите во кои работи. Дополнително вели, загрижува и тоа што хронично болните се приморани да се клацкаат во преполни автобуси. Не враќаат хронично болните да идеме на работа. Гледаме како се линиите на автобуските линии, каде што се пренатрупани автобусите. Не секој може да иде со сопствено возило. Како тие и добиваат дури и додатоци за превоз, а хронично болните, тие што немаат пари, ги праќаат со автобус. Филипче уверуваше дека нема да се создаде хаос во здравствениот систем поради закажувањето на термини за преглед кај специјалист, за да хронично болните добијат потврда. Но за жал сликата е поинаква. Повеќе здруженија побараат Министерството за здравство да објави листа кои најчести хронични заболувања ги имале починатите од компликации од ковид и алармираа ако граѓаните имаат некоја од тие дијагнози и понатаму да бидат ослободени од работа.